Vezilka. Vezilke, kaži kako da se rodi prosta i stroga makedonska pesna od ova srce što so sebe vodi razgovor noćen od trevога besna. Оваа година македонскиот народ, македонските културни и општествени институции одбележуваат значаен датум. 100 годишнина од раѓањето на Блаже Конески, великанот од Небрегово, врвен поет, еден од најпочитуваните лингвисти на 20. век во светски рамки, книжевник, литературен научник, конечно една од најзначајните личности во целокупната македонска историја. Блаже Конески е роден на 19 декември 1921 година во селото Небрегово, во близина на Прилеп. Основно училиште и нижа гимназија завршил во Прилеп. Виша гимназија завршил во Крагуевац и истата година се запишал на медицинскиот факултет на Универзитетот во Белград. Следејќи ги сопствените дамари, веќе следната година се запишал на Белградскиот универзитет, одсек за славистички студии кој ги завршил пак во Софија во 1944 година на Историско-филолошкиот факултет. Јас се сеќавам за Блаже Конески како голем човек, ментор, колега и пријател. Се сретнавме за прв пат на семинар за македонски јазик во 71 година. Јас кога имав само 21 година, а Блаже веќе беше голем човек. И така со мене беше како пријател дури и тогаш. Ама кога докторирав за македонски јазик и тој ми беше еден од менторите, тој ми рече: а сега сме на ти, затоа што ти си доктор. Така беше Блаже. Како научник, славист, тој ги направил најголемите чекори за македонскиот литературен јазик. Учествувал во комисијата за азбука. Учествувал во составувањето на првиот македонски правопис. Ја напишал граматиката на македонскиот јазик. Историјата на македонскиот јазик. Тој е еден од составувачите и главен редактор на речникот на македонскиот јазик. Тој ги изучувал сите дијалекти и според тоа определил кои се заедничките обележја на еден јазик. Ја исцртал македонската книжевна традиција. Конески, уште за време на студиите, се обидел да состави мал преглед на правописни и граматички правила на македонскиот книжевен јазик, а учествувал и во работата на комисијата за кодификација на македонскиот јазик. Во 1946 година Конески е избран за професор на филозофскиот, односно филолошкиот факултет на Универзитетот Кирил и Методи во Скопје. Тој бил приврзаник на јасноста. Секогаш она што самиот го усвојувал, се трудел да го пренесе на своите студенти на еден појасен и достапен начин. Песните на нашиот Конески се блиски и сраснати до народот, одлика на врвниот и универзален творечки гений. Татковината на Конески е реален и вистински поим. Татковината живее во него и во секој наш човек. Но тој како појасно да ја гледа, посебно да ја разбира и ја прифаќа, како да ја оживува нејзината историја, традиција, битие и ги поттикнува родолюбивите чувства кај сите нас. Бил шеф на катедрата за јужнословенски јазици, декан на филозофскиот факултет и ректор на Скопскиот универзитет. Исто така бил и еден од основачите и прв председател на Македонската академија на науките и уметностите во 2 мандата. Како реномиран научник и книжевник, бил избран за член на Академијата на науки и уметности во Југославија, Србија, Словенија, Босна и Херцеговина, Црна Гора. Тој постојано се ангажирал во создавањето на врски со низа научни институции и личности од светот, кои се вклучуваат во изучувањето и афирмацијата на македонскиот јазик. За научната и книжевна работа е добитник на редица најзначени домашни и меѓународни награди и признанија. Во модерната македонска книжевност Конески представува еден од највисоките дострели. Негови најзначени книжевни дела се Земјата и љубовта, песни, Везилка, записи, стари и нови песни, Чешмите, Послание, Црква, Златоврв и Сеизмограф, Небеска река и Црн овен. Конески се занимал и со преведување, и тоа со посебен ентузијазам.
сметајќи го преведувањето за особено креативна дејност. Сметал дека преку препевите се витализира и нашата македонска поезија, се збогатува дамарот поетски на сите идни генерации по кои тој некогаш ќе посегне. Многу добро се сеќавам нашите средби, ем професионални, ем пријателски, кај Јоле бевме заедно, ракија пиевме заедно, па за македонскиот јазик секогаш ми беше на располагање. Дури кога бев студент и кога имав прашање, се сретнав со него на канцеларија, кога сакав, кога бев во Македонија. А дури по пошта ми одговара. Замисли во тие времиња човек да одговара на пошта. Така беше Блаже. Тој ми беше пријател, како и колега и ментор. И секако голем човек за македонскиот јазик. За творештвото на Конески пишувале голем број негови истражувачи кај нас и во светот. Примањето на азбуката и правописот означило голема придобивка на нашиот народ на културно поле. Јазикот е нашата татковина, често знаел да каже. Со тоа се запечатиле основите на единствената македонска писменост. За Конески можеме да кажеме дека се е веќе кажано или напишано, а сепак тоа како да не е се уште доволно. Или како што во една прилика истакнал Славко Јаневски, Блаже и даде најмногу на оваа земја, повеќе од сите кои се обраќаа во своите мисли, во своите стихови, во својот сон. Блаже никогаш не ќе е минато.